Станува збор за еден крупен проект од повеќе значење за општина Кавадарци, конкретно за село Ваташа. Станува за објект кој што од спортско-рекреативен туристички намени, патека, повеќе наменска, велосипедска рекреативна патека со должина од 3900 метри, која што почнува од село Ваташа, а завршува до Моклиште, поточно до Моклишката воденица. Ова подрачје тука има голема историја, голема природа која што мислам дека ќе биде од големо значење за сите жители на општина Кавадарци. Патеката е со должина од 4000 метри, ширина од 4 метра и комплетно ќе биде осветлена, така да може да се користи 24 часа. Самата патека содржи повеќе содржини во декот на неизното движење, како споменикот на 12 другари, акумулацијата на Моклишката брана и Моклишката воденица која што е постара од 15 век. Така да мислам дека со ова заокружуваме еден крупен проект за општина Кавадарци. Проектот е подржан по две фази. Една фаза од Агенцијата за рурален развој, каде што е првата цена за 2000 метра, околу 15 милиона денара, и втората фаза е преку Плански Вадарски регион, исто околу 15 милиона денара, така да вкупната инвестиција некаде на околу 30 до 35 милиона денара, и мислам дека ќе бидеме помеѓу единствените градови кои што од самиот град имаме една природа и 4000 метра патека за рекреација, за велосипедизам покрај реката, која што исто така е од големо значење и си го праве своите убавини да ги поседува, да ги има. Очекуваме за 3 месеци да биде завршена. Средства се обезбедени, како што кажав, од Плански Вадарски регион и од Агенцијата за рурален развој преку Министерството за земјоделие. И јас сакам да изразам благодарност тука и до министерот и до директорот на платежната агенција за максималната поддршка на нашите проекти и за одобрувањето, пошто ова, пак ќе повторам уште еднаш, е од големо значење за општина Кавадарци, а конкретно за село Ваташа и за неговиот опстанок како село, за да може и туристички да се развива. Пред се би рекол дека ова е еден од 200 проекти кои што се финансираат од програмата за рурален развој, односно тоа е преку Министерството за земјоделство и владата која ги носи програмите. Сите овие 200 проекти се со финансиска поддршка од 38 милиони евра. Самиот овој проект е некаде 14,6 милиони денари во инвестицијата од истата програма за рурален развој. Она што можевме да го видиме овдека, дека една прекрасна природа која ќе даде живот и за локалното население, сепак ќе помогне и за токму, како што беше кажано, за рекреативно движење, односно за една пешачка велосипедска патека, каде што ќе можат граѓаните да ја користат, а секако ќе биде во една ваква природа и за уживање пред се, и тоа е едно за поздравување што е решено да се направи токму еден ваков проект да биде финансиран и побаран од самата општина, бидејќи сепак се размислува и за заживување на руралните населенија, на руралните средини, а тоа е еден ваков добар пример, токму тоа и политиката, односно на владата за создавање на адекватни, односно на поволни услови за сите, за да можат да уживат и во оваа природа. Верувам дека ова ќе биде исто така и една дестинација која што ќе привлекува и од други туристи надвор од самата општина, а секако вие подобро знаете дека површува и неколку атрактивни локации кои што се на само неколку километри, а поради опасноста и движењето на патот, ова ќе помогне на вистина да самите граѓани на општината и сите туристи кои ќе дојдат во градот при посетата да може и да има што да се пофали и што да се каже, бидејќи сепак е еден благодет кој што сите треба да уживаме во природата. Преку програмата за рурален развој, Агенцијата за општина Кавадарци има вкупно одобрено 3 проекти, од кои овај е еден од тие проекти кои се едната фаза изведува самата општина, а другата фаза се изведува преку Планскиот регион. Вкупно, значи, во општина Кавадарци од програмата за рурален развој преку Агенцијата за финансиска поддршка и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе се реализираат 4 проекти во вкупна вредност од 50 милиони денари.
Тоа се проекти кои што се навистина од витално значење за самото локално население, бидејќи покрај оваа пешачко велосипедска патека, општина Кавадарци исто така има добиено и за изведување на канализациона и водоводна мрежа во населеното место Сопот и има добиено проект за пристап до земјоделските парцели, односно до земјоделското земјиште во село тука во овој регион, мислам, градоначалника, во Моклиште, така да на овој начин обезбедуваме равномерен регионален развој во сите рурални средини со акцент на тоа дека за сите граѓани во Република Северна Македонија мора да се обезбедат достоинствени услови за живот и развој на локалната економија. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.